Добар ден на сите. Добар ден, наставниче. Добар ден, наставниче. Како сте, дечки? Добри. Супер. Одлично. Еве сега гледам, присутни сме 35, 4 минути пред почетокот. Денес ќе работиме нешто малку поинаку, ќе видите, ветив дека нешто друго ќе работиме, ама заради ситуацијата решив малку да го променам тоа, за да можеме да бидеме поинтерактивни, повеќе да зборувате вие и да научиме нешто. Значи, ова што ќе го правиме сега, бидејќи не сте подготвени, добар ден, бидејќи не сте подготвени за тоа, ќе не ви кажав јас што се ќе ви треба, не е лошо да си запишувате тоа што ќе го работиме, како и секогаш, а ако сакате да го направите тоа што ќе го работиме, пожелно е да го направите и после дома. Самиот како ќе заврши часот, следејќи ги белешките што ќе ги направите. Ќе видите, ќе гледате практично што ќе се прави. Ќе ви споделам една многу интересна апликација после, која што може сами да си ја пробате. А дали ги видовте игрите вчера што ви ги пратив? Да. Ги разгледавте? Тие со танграмите што бе? Да. Добро, ајде да видам. Тројца имаат нешто што не му е јасно. Значи, дечки, не пробувајте, некој пробуваше да се приклучи, да започне, значи не можете да започнете вие и да сакате. Може да почнете и да почнете да го снимате, нема потреба да ви ги оптеретува компјутерите или било што друго. Значи, воопшто нема потреба такво нешто. Еве сме 40. Ще малку. Наставниче, има гости? Има гости. Двајца имаме се помалку, затоа што најверојатно почнаја. Ај, Барбара, да ве додајме. Затоа што и веќе знам дека четворица 5 мина имаат веќе часови во истото време од нивните училишта. Значи вака, ве замолив вчера. Тој не се уклучува затоа што не знаев што потреба да се уклучам, затоа не се... Ако де, нема га, или сега научи? Да. Добро, вака сега ми треба информација од сите вас. Како што ви реков вчера, значи ми требаат, еве денеска ќе поминам, има некоја новина, ќе имам листа на присутни ученици, еве сега се 43 минус 20 гости, значи 41. Значи, 41 од вкупно 80, тоа се 50%, значи 50, еве сега се зголеми нешто бројот, значи до 75% стасуваме. Значи до отприлика 60 на ученици стасуваме. Проблемот е да видиме кои се тие другите што не можат да се приклучат. Училиштето бара, државата бара да видиме дали можеме да му помогнеме сите заедно да се обидиме ако можеме да направиме, да видиме зошто, што е причината поради која што не може да се приклучат. Значи, ако имате некој и ако знаете од листата на ученици во групите што се кај вас, затоа што јас немам група со вас направено, освен оваа овдека, некој што не може да се приклучи, слободно нека ме контактира, јас секој однаш што ќе се обиде ќе му помогнам било како што знам и умеам да го приклучам доколку може. Доколку тоа е изводливо. Наставниче, јас знам едно дете. Добро, ќе ми го запишиш после во приватна порака или овдека запиши го. Значи јас знам неколку, ама ајде да ги собериме на едно место, затоа што и денес баш на состанокот за тоа се правеше муабет, да видиме да му помогнеме. Ако знаеме кој се, полесно ќе не биде. Че не е срамота, не е ништо срамно и ако не може да се приклучи. Имајте во пред дека ваучерите што ќе ги добијат одредени луѓе, не се доволни за следење на интернет за цел месец. Значи не се доволни од проста причина. Ако го следите
часот, овој онлайн час, преку мобилен интернет, во трајање од 40 минути, вие ќе потрошите помеѓу 400 и 600 мегабајти, зависи од што сте и што споделувате. Значи, во нормални услови, 5 часа математика, Значи 5 часа математика, зборувам само на математика, по 350 мегабајти секој час, значи само на математика потрошувате 1/10 неделно од интернетот што ќе ви го донира државата. Ама сосем е доволно, тоа за да можеме, но ако не се пријави некој нема да можеме. Ајде вака се. Значи кој што е дојден, добре дојден, еве се зголеми бројот. Че, Овели, скучи вашето зборување. значи нешто не е во ред со интернетот од кај тебе, само кај тебе или на друго место? Кај мене наставник Станче. микрофонот. Значи, Кај мене кучи да станеш. Наставниче кај мене не кочи. па значи дове се до интернетот, дечки. Наставница, утре кога имаме час? Утре во истото време душao се смени заради полицискиот час до четврток во 16 часот. За после ќе се договориме. Вака сега. Значи Мене 54 некој ми исклучи од митингот. не може да ти исклучи никој освен јас. Освен ако са некој сака да си игра. Значи, приклучете се тука, бидете гости, не буцкајте во тие горе опциите што ви се на располагање. Може да направи. Го гасат и микрофон ми го гаса. Добро, микрофонот може да го исклучи, тоа не е проблем, може да си го пуштиш самата, ама пожелно е да биде исклучен тој. Да не ни смета воопшто. Ќе го користите само кој ќе треба да кажете нешто. Вака сне. Значи имаме 54, сега е 16:03 минути, уште 2 минути и почнуваме. Имаме еве 6 гости, значи 50 наши ученици, од вкупно 80. Значи ова што ги исклучувам микрофоните е за ваше добро, за да можете рајат да си бидите дома и да си зборните, да си кажете нешто. Нема потреба да биде приклучено. Значи вака сега. Сега ќе ви споделам, значи добар ден на сите. Ова е официјалниот почеток на денешниот час. Како што гледате во поканата и во местото кај што е денешниот час, денес ќе зборуваме за агли. Сега ќе ви ја покажам, ќе ви ја споделам содржината што ќе работиме. Еве вака, да ја видите. Значи ова е тоа што ќе го работиме денес. Ќе зборуваме за агли, видови агли, какви може да бидат, ќе правиме проценка и ќе цртаме агли. Се решив така, затоа што делот со многоаголници треба да правиме поделба по агли, ама први да се подсетиме за што е агол, какви може да бидат аглите, како се цртаат аглите, затоа пожелно е пред вас да имате бел лист хартија или ливче со квадратчиња на кој што ќе пишувате. И пожелно е да имате линијар пред вас, значи да пишувате слободно и да имате, за денешниот час ќе ни треба и агломер. Доколку го немате, не е проблем, ќе слушате, но за наредниот час задолжително ќе ни треба. Затоа што ќе учиме нешто што е многу битно и поврзано со тоа. Сега, пред да почнеме официјално со часот, за сите слушатели и за сите оние што ќе го гледаат видеото после часот, сакам нешто кратко да ви прикажам. Може имате и родители што го гледаат тоа во моментот. Тоа е следното. Бидејќи ќе оди на YouTube ова видео, за сите оние што се грижат дека училиштето побарува пари или училиштето треба да плати некаква лиценца, еве јавно преку вас го користам следното да му соопштам на сите корисници, на сите ученици од Блаже Конески и на сите што се душегрижници што мислат дека некој прави лошо за некого. Office 365 пакетот што го има нашето училиште е комплетно бесплатен. Нашето училиште во делот лиценци, погледнете горе, подпишано е
училиштето Блаже Конески. Не е подпишан Игор Богдановски. Значи, нашето училиште има добиено од Microsoft Office 365 AED лиценца за образовна институција. Десно пишува организација. Имаме unlimited, неограничен број на лиценци. Тоа значи дека секој што ќе посака може да добие лиценца од нашето училиште, она што го имате вие, и при тоа нема да плати ниту денар за него. Моментално се направени 454 лиценци за ученици и наставници во училиштето и надвор од него, зашто има луѓе што побарале. Друго, сакам да спомнам дека еве во производи и услуги што училиштето може да ги понуди, повторувам, повторно бесплатно. Никој не треба и никој не побарал и нема да побара никогаш од училиштето пари за нешто. Видете, Microsoft Power Automate Free е најновата верзија што ни е достапна. Имаме 9939 лиценци, искористени се само 61. И тоа е бесплатно. И при тоа нема expiration date, односно никогаш ова не застарува. Имате информација дека ова е бесплатна subscription активирана за корисниците на компанијата. Наредно. А Office 365 AED лиценцата за образование. Имаме, верувај... Јас ништо не гледам. Дали само ти или сите? Абе вака сега, батеријата на лаптопот... Јас гледам. Батеријата на лаптопот ми е при крај, затоа може нема да гледате, сега ќе ја приклучам и ќе го шерирам. Значи можно да е проблемот и кај тебе. Значи, уште еднаш да повторам. Училиштето Блаже Конески има на располагање, како што може да гледате од бројката, 500.000 лиценци. И тие му се на располагање за да ги користи. Значи, 500.000 лиценци. Тоа се Блаже Конески може да понуди онлайн настава за сите ученици и сите училишта во државата, доколку има некој заинтересиран. И при тоа, никој нема да плати ниту денар за тоа. Имаше некој што се мисли дека не смееме да ги понудиме на ученици под 16 години. Вие како малолетни не можете да отворите акаунт на Microsoft и да побарате лиценца. Вие немате 16 години. Но некој во вашето училиште тоа го направил за вас. Всушност, ниту вас, ниту наставниците, ниту родителите тоа ги интересира. Microsoft гарантира за вашите акаунти, а јас како овластено лице, за потребите на моите часови, гарантирам за акаунтите што ги направите. Секој од вас, со тоа што влегол и си ги видел, значи, може да даде мислење. Доколку не сака да го користи, слободно нека напише дека нема да го користи и со тоа проблемот е решен. Значи, Microsoft и јас гарантираме за вашата сигурност и вашата безбедност. Никој од вас никогаш нема да побара пари за било што. Ниту па некогаш побарал од училиштето. Ова нешто постои во училиштето 6 години и досега никој никогаш не се заинтересирал за таквото нешто. Значи, ова не е од сега, е многу одамна. Значи, ова е само лично како информација до секого, до оне што ќе го гледа видеото, дека ниту училиштето треба да плати нешто, ниту па училиштето ќе побара од некој да плати. Microsoft гарантира за акаунтите што се креирани, дека ќе ги чува според најстрогите правила, исто така и ние. Затоа што ние добиваме, јас како администратор, добивам неделен извештај за тоа како се користат. И кој што направил, значи не во смисла на фактички што направил, туку во смисла на во кој дел користел. Потоа се гледа дали се користел само за фајлови или се гледале видеа. Значи, ако се значи тоа е сето што ни стои на располагање. Во врска со тоа имаше некои што беа толку многу загрижени, што велеа дека уствари вие како малолетни лица не можете да имате. Вие за потребите на вашето образование може да имате училишен акаунт. Исто како што може да имате мејл при екстерното оценување
кој што некој ви го направи за да можете да го спроведите. Значи, ова е сигурно, а посигурно не може да биде. Секогаш постои место за злоупотреба, но верувајте дека злоупотребата нема да дојде од моја страна или од некоја друга страна. Бидете сигурни дека тоа што го имате е сигурно и пред се бесплатно. Како што гледате, ова не е моје измислено, ова е од Блаже Конески, што е направено и што е старо 6 години. Че уште еднаш повторувам. Училиштето располага со неограничен број на лиценци. Внимавајте, лиценца и нешто бесплатно е сосем различна работа. Ако појдите и даунлодирате програма што е бесплатна, може да ви ја укинат. А лиценцата треба да ви ја одземат, а лиценца се одзема само ако направите глупост. Во претходните 6 години кога што го имаме, никогаш не се случило ништо и верувам дека никогаш нема да се случи. Но толку во врска со ова, ве запознав сите во кратки црти со она што го имаме на располагање и што се можеме да направиме, па на сите останатие дали ќе го искористат или нема да го искористат. Сега се враќам на денешниот час. Ова е клучно како кратка информација за сите оние што мислат дека некој нешто прави скришно или тајно. Инаку денес да ве подсетам, ова ни е 22 онлайн час. Некои колеги во образование не држат 22 часа на годишно ниво, а ние во еден непол месец одржавме 22 онлайн часови. Значи, одиме вака се. Слободно можете да ги исклучите микрофоните. Еве сега проверив, 63 сме приклучени, значи го достигнавме бројот како и секој ден, од прилика плюс минус, секојаш не над 60 и помалку од 80. Еве вака се. Денес ќе зборуваме во наредните 30 на минути за агли. Извинувам затоа што тука што и гледате сликите се некој на англиски, ама се е преведено што ни треба. Сега, јас ќе си отворам еден дел, заедно со ваша помош, еве ќе отворам нова страна и заедно со ваша помош ќе почнеме да пишуваме. Ми треба сега. Ајде да видиме. Што вие мислите дека представува агол? Кој сака да каже? Нека се пушти слободно, еден, да не се туркаме. Овдека, ајде, кој сака? Што мислите што е агол? Како го зам... Како растава? Агли, пише, агли пишете. Видови агли и проценка на агли. Значи, ја веќе запишам. Агол, видови агли, проценка на агол и ако имаме време мерење на агли. Ајде да видиме, што мислите? Што е за вас агол? Како вие би го дефинирале поимот агол? Ајде, слободно, не е страшно. Како вие... После видови агли се пишува? Сега да отворам овдека за пишување. Видови агли. Проценка на агол, значи на големина на агол и мерење на агли. Значи агол, видови агли, проценка на агол и ако имаме време мерење на агли. Ајде сега. Кој сака да почне да го скрши мразот? Што според вас представува агол? Агол е место каде што се спојуваат два раба. Два раба? По смисла на раба на тело некој? Еве сега ќе пробам да нацртам јас. Еве, например, ќе нацртам тело, еве ќе обидам да нацртам коцка. Еве вака. И спомна тело затоа. Еве коцка. Сега, ја означам нели А, Б, С, Д долу. Ова од озгоре работно го нацртам. Че ова е А1, Б1, С1, Д1. Ај се, кој е агол овдека? Рече се спојуваат рабовите, така?
Аго е дел каде што се спојуваат рабовите, кјошовите во Значи случај. така, во случај во собата кај што се наоѓаат, кај што се спојуваат. Ева вака. Во точкава А, Значи, молам, се гледа само црна слика. па имаш проблем нешто, пробај да се одлогираш и да се приклучиш пак. Значи, дали во точката А колку раба се спојуваат? Три. 3. Значи AD1, AA1 втор и AB трет. Значи, за да направиме агол, сушност, колку најмалку раба ти треба? За да направиш агол, некој спомна 3. Најмалку два. Па 2 ни требаат, дечки. Најмногу, најмалку, само 2 ни требаат. Значи, рабов АД, веќе ќе ја сменам бојата. Рабов АД, овај овдека, и рабов АБ, овај овдекаш. Прат некој агол, што ќе го бележиме, ќе видите после вака со крупче. Исто така, АД и АА1 прат пак раб, кој што ќе обележиме еве со две линии вака. Значи, како заклучок, за да добиете вие агол, колку линии треба да имаме и што треба да важи за линиите? За да добиеме агол, Така? треба да имаме две линии. Добро, И треба еве една линија еве. Како да ја нацртам другата линија за да имаме агол? да биде права и да биде од Да има иста да, би точка. да. Аха, значи, слушнав некој кажа дека еве овдека, вака. За ваква мислите почетна точка? Така? Е се гледај. Да. Е сега. Да. Дали можеше вака да биде? Дали е што е разликата ако беше еве ја правата и ако земев уште една права да нацртам, ако биде вака? Сега што се случува? Сега има 4 агли. Аха. Значи, ајде да видиме во првиот случај. Колку агли имате овде? Вака нацртано. Како што го нацртавме, двете прави со заеднички почеток, еве го овдека. Има еден агол. Еден агол. Еден агол. Еден агол. Значи, Еден. овој аголот е еден. А сега може да има и уште еден овдека. Значи, со две, овие се случаи полуправи. Може да се формираат во суштина два агли. Едниот агол е аголот што е внатре помеѓу полуправите, а другиот агол е тој што е надвор. За таа цел, кога цртате вие агол, како прво, еве да се договорим, за да нацртате агол, што е тоа што секогаш треба да го имате во предвид? Што треба да имате секогаш пред вас, за да речите дека имате нацртано агол? Што се овие двете прави, стари не се сега прави, што ги нацртавме преđеска? Како ќе ги викаме? Одсечка, еве ќе пишам бројка. О, А и О, Б. Што се, како ќе ги викаме? О, А и О, Б. Како ќе ги наречеме нив? Рабов. Мола? Ајде слободно. Краци на шо? Кој рече краци? На агол. Кој е аголот во случајов? А, О и Б. Те така. Значи сега, овдека се покренува внимание, затоа ќе зборуваме нешто покосно. Бидејќи имаме нацртано агли, во овој случај е многу едноставно. Ама пак се збунивме. Значи, аголот, прво што треба да го научиме, е дека се формира од една точка од која што почнуваат две полуправи. Значи, прво, ОА е полуправа.
Исто така, ОБ е полуправа. Карактеристично за овие две полуправи, што имаат ист почеток. Сега. Значи, треба да имаме две полуправи со ист почеток. Сега се поставува прашањето. Имам две полуправи, вака, со ист почеток. Значи, еве едната полуправа МН, другата МП. Ови се две полуправи. Сега се поставува прашање. Бидејќи овие две полуправи го разделуваат листов, јас кај што цртам, на два делови. Едниот дел е внатре, еве се ќе го обојам со жолто. Едниот дел е овој внатре, а друг дел е делот што е надвор. Че тој е овој дел. А за да прикажеме кој дел нас не интересира и за кој агол ние сакаме да зборуваме, тоа го правиме на начин што ние или ќе нацртаме кружен лак во аголот, за да покажеме дека е жолтиот дел не интересира, и го викаме во овој случај внатрешност на аголот. Но ако ќе нацртам уште еднаш, имаме нови прави, различни сега. Еве вака. И сега Че, повели кога што пишат натрешност на аголот. Вие пишавте, Знам. вие пишавте Сега, внатрешност на аголот треба да стои тука. На аголот. Значи сега, во вториот цртеж што го цртам, еве ќе биде П, Q и PR. Значи сега, точката П е точката каде што се спојуваат, од каде што почнуваат полуправите. Сега, жолтиот дел и овој црвениот се што ќе го направам пак, или ќе осменам да не биде сега црвен, е овој дел овдека вака. Ако сакам да прикажам друг дел, односно друг дел да биде внатрешност на аголот, ако направам сега ваков лак, тогаш ќе речем дека овој синиот дел е внатрешност. Дали ви јасно? Значи, за да немаме забуни, кога ќе цртате агол, секогаш правете еден кружен лак, една крива линија во аголот, за да покажете за кој агол мислите. Потоа, кога ќе учиме покасно, ќе имаме договор за тоа како ќе го означувате аголот. Сега само ќе ви спомнам. Аголот може да се означи со символот за агол. Значи, ова е символ за агол. Кога пишувате во Word, аголот може да биде, значи, само вака запишан, може да биде вака запишан, може да биде запишан на овој начин со хоризонтално и повторно лак. Исто така, имате и символ за агол, што е мало необоено, туку празно квадратче, ама за тоа ќе зборуваме нешто покасно. Освен символот за агол, можеме да користиме аголот и на следниот начин. Ако пишам символ за агол и точката М, ова значи агол со теме во точката М. Ако пишам агол П, пишуваме агол со теме во точката П. Значи, буквата што е после символот ни го кажува темето. А сега, теме на агол представуваше точката која е почетна за двете полуправи
кои го градат аголот. Значи темето е точката која е почетна за двете полуправи кои го градат аголот. Исто така, аголот, освен со символот и буквата, може да биде означен и со 3 букви. Значи, сите 3 букви што се напишани на полуправите. Ама при тоа, ако користите ознака со 3 букви, средната точка од трите мора да биде темето. Значи, ако користите ознака за агол со 3 букви, е за вториот, средната точка од трите, значи П, Q и R се трите точки. Еве ќе ги пишам овдека. А во вториот случај беа М, Н и П. М, Н и П. Од трите точки, средната точка мора да биде темето. Тоа е по договор. Че во првиот случај мора да е М, а во вториот случај мора да е П. Е сега, се поставува прашање на договор. Која од останатите точки, сега оваа точка искористи, исто така овдека П, како ќе ги распоредам точките Н и П? Има правило и за тоа, ама сега нека не ве интересира, можете да ги напишите како сакате. Само треба да знаете дека М, еве ќе земам Н и М, П се двете полуправи. Напомнувам дека истото ќе биде и ако напишеме вака. Односно точката П и точката Н се ги сменат местата. Во вториот случај ни останаа точките Q и R и запишеме на следниот начин или може да се ги сменат местата. Ознаките, значи ова се работи, значи ознака за агол со користење на 3 точки. Значи користиме ознака за агол со користење на 3 точки. Повторувам, средната точка, ќе напишам и со црвено, ствари со друга боја. Значи средната точка при ваквиот начин на ознака мора да биде темето на аголот. Значи, средната точка мора да биде темето на аголот. Затоа што ако напишеме, например, агол R, Q, P, тогаш, ако немаме цртеж, тогаш сигурно ќе знаеме дека Q е теме. И кога би го цртале цртежот, би почнале од точката Q и би цртале. Една полуправа би била, било P, било R, не е битно која, а втората би била QR. Повели? Средната точка при ваквиот начин на... Ознака мора да биде темето на аголот. Дали ви јасно? Значи, постои и уште еден вид на ознака на агли, ама тие нешто покасно со старите грчки букви. Алфа, бета, гама, делта. Ама за сега достани се овие. Значи, молам? Што пише ознака за агол со... Пака сега. Ознака за агол со користење на 3 точки. Дали ми јасно? Значи, уште еднаш сумирам сето што го спомнавме до сега. Аголот, еве сега ќе го нацртам. Нов некој, сосем било каков агол. Еве вака. Бидејќи двете прави
Во случајот се полуправи, кои што се сечат во некоја точка, односно имаат заеднички почеток. Еве го заедничкиот почеток. Ова нека значиме точка П, како почеток. Сега, аголот може да го значиме овдека со агол П, ако користиме една буква, че користиме символ за агол, и точката П е теме на аголот. Значи, тоа е темето на аголот или точката од каде што почнуваат полуправите. Значи, сега внимавајте, многу битен дел. Каде ќе го пишеме лакот? Што ќе заиме за внатрешност на аголот? Внатрешност на аголот може да биде овој дел, ако го обележам еве со црвена боја овдека, но исто така, внатрешност на аголот може да биде и ова што е надвор. Ама за да не биде жолтото внатрешност, треба да направам еден жолт кружен лак овдека, или ќе направам сега со друга боја. Еве вака. Тогаш ова овдека ќе ни е внатрешност на аголот. Дали сме јасни за тоа тука? Зависи каде ќе го пишете кружниот лак, со тоа означувате што е внатре во аголот, а што е надвор. Внимавајте, и тоа што е внатре е агол, и тоа што е надвор е агол. Во различни ситуации, различно ќе ни треба. Сега, доколку аголот го користиме со 3 букви, како ознак, еве за пример А и Б, тогаш аголот може да биде агол, од овие 3 букви, средната мора да биде точката П. Сега, дали ќе пишам АПБ или агол БПА, не е воопшто битно. Сега за сега, понатаму ќе биде многу битно. Вие сега за сега треба да знаете дека средната точка, значи точката П, во двата случаи мора да биде темето на аголот. Значи, ова е како заклучот се до сега што е. Значи, мора да биде темето на аголот. А дали ќе биде прва А, втора Б, воопшто не е битно. И во овој начин мора да пишете лак, кружен лак, за да знаеме што е внатре, што е надвор. Има и решение за тоа, за ако се договориме кој ќе биде прв, а кој втор крак, ама за тоа ќе зборуваме нешто покасно. Дали е јасно? Да. Добро, сега одиме на вториот дел. Видовме што е агол, видовме како се запишува аголот, ајде да видиме кои се сите видови на агли што вие ги знаете. Како ги делевте аглите е до 5-то деление. Или кој ви е најчесто користен агол? Прав и остар агол. Значи, еве вака. Прав агол, значи тап агол, остар агол. Друг некој? Дали знае некој друг агол или само овие се сите агли што постојат? Дали се Ајде вака, добро е. Молам? Прав, тап и остар. Друг имаше некој спомна нешто слушнав. Ајде, слободно. Цел агол? Цел агол? Па ќе го пишам, ама мака ќе го пишам со сина боја. Цел агол. Друго нешто? Остар половина агол. Ајде ќе пишаме половина агол. Друго нешто? Ајде вака се. Четвртина агол. Еве одека долу ќе пишам. Чет. Затоа што вие ги учите аглите со завртување. Добро, може, така беа до 5-то деление. Вака се. Молам? Рамен агол слушнав. Елена мислам дека беше оваа. Рамен агол. Друго нешто?
Какви се други агли имате слушнато? Цел агол, половина, четвртина, прав, та, постар, рамен. Дали има некој друг или да продолжуваме? Вака се. Одиме сега со ред. Кој агол го викавме прав агол? Дали знаете? Аголот од 90 степени. Значи прав агол, еве сега, сменам, е аголот кој има точно 90 степени. Сега имаме едно прашање за вас. Па од кај знаеме дека аголот има точно 90 степени? И зошто? Што значи она 90 степени? Или 50 степени? Или 80 степени? Се запишува 90 и горе како степени, како да пишувате температура. Значи ова се чита 90 степени. Са, откај знаеме дека овој агол има точно 90 степени. И како би изгледал тој? Како би изгледал тој? Вертикалната линија се на исто ниво на... Вака се. Иди на линија. Вертикалната линија цртам сега. Вертикалната и хоризонталната линија имаат по 45 степени. Вертикалната е нацрта. Еве сега хоризонталната. Сега некој рече дека имаат по 45 степени. Кај е аголот од 45 степени? Рековме дека за да имате агол од било која големина, претходно зборувавме, треба да имате две прави со заеднички почеток. Еве ја првата права, полуправа, еве ја втората. Еве го заедничкиот почеток. Еве ќе го земам точката А нека биде. Ова нека биде точката Б, ова нека биде точката С. Како знаеме дека ова што го нацртав јас е прав агол? Ај сега вака ќе ве прашам. Нешто со ова што напишавте. Ако точката А ја земиме центарот на часовникот, а точката С ја земиме малата стрелка во часовникот, а точката Б ја земиме големата стрелка во часовникот. Колку ни представува, ако размислиме на овој начин, колку часот е представен со стрелките АЦ и АБ во часовник? Hm? 3 часа. Или 3 наутро, или 15 напладне. Колку е аголот помеѓу стрелките? Колкав дел од целиот часовник зафаќа? Ако сега зборуваме ова овдека? 1/4. Значи, четвртина агол, некој што спомна. Сега, тука, тоа што е многу битно за разбирање. Четвртината од аголот. Скучи го микрофонот, Душо. Значи, се јавува фонија затоа што кој ќе зборувам јас се слушате од таа страна. Значи, кој ќе спомниме четвртина, внимавајте, учевме. Ако кажете четвртина, треба да кажете од што? Четвртина. Сега, ако речеме дека овој аголов е 90, е четвртина од колку? Или ако речите половина агол? 380. Од колку? Половина од колку? Колку е целиот круг? 370. 360. Сега. Најверојатно, некој тој што кажа. Цел агол се мисли аголот, јас ако добро разбрав, е аголот, и ова е аголот што се добива кога со часовникот, една стрелка од часовникот ќе направи цел круг.
Или вие ако стоите во место и се завртите цел еден круг, вие уствари се вртите за 360 степени. Како тоа го означуваме? Значи, земате една права, која што ви е почетна. Замислете дека ова не го... Нагоре? Молам, нагоре добро. Еве го. Аголот што се добива кога една стрелка од часовникот ќе направи цел круг. Значи не е битно која. Сега различни стрелки различно значуваат, ама цел круг прави кој ќе заврти цел еден пат кој ќе го изоди. Например сега, ако ова ни е ОА, големата стрелка на часовникот. Сега замислете дека оваа стрелка сега се наоѓа во 3. Во 3 часот. Значи ако ова е часовникот, сега ќе ви го нацртам. Еве е центарот, еве големата стрелка покажува хоризонтално овде. Значи ова беше 12, ова беше 3, ова беше 6, ова беше 9. Сега ако оваа стрелка почне да се движи, еве вака. И таа се движи цел еден круг и ќе дојде повторно на истото место. Тоа е црвената стрелка. Тоа значи дека оваа стрелка почнала од тука, се движела во оваа насока и завршила од кај што почнала. На тој начин се прави агол што има 360 степени. И овој агол се вика не рамен агол, не цел агол, туку се вика полн агол. Значи полн агол е аголот од 360 степени. Односно аголот што го прави големата стрелка или малата стрелка во часовникот при едно комплетно завртување. Сега, одиме наназад. Ако направам, значи онака како што го имате учено до сега. Ако ова ни е сега големата стрелка на часовникот, повторно ќе ги користам истите. Ова е почетокот на часовникот, овдека стрелката е А. Сега, наместо да направиме цел еден круг, да направиме половина круг. Значи, гледајте го часовникот сега. Овдека сне, ова е то, стрелката покажува во А. Значи, тоа е 3 часот. Сега, стрелката се движи во насока на стрелката на часовникот и се завртува не цел круг, половина круг. Колку часот ќе покажува? 9. Значи сега, 9 часот. тоа значи оваа стрелка треба да биде ваму. 2, 4, 6, 8, 10 квадратчиња. 2, 4, 6, 8, 10 и малку. Еве го. Значи сега овдека ќе го добиеме Б. Значи тоа ќе биде овдека. Тоа ќе биде 9 часот. И сега аголот што се формира помеѓу А и Б, значи тоа е овој агол овдека. Целиот, сушност, значи тоа е овој овдека агол, е половина од целото завртување и е колку голем? Значи, половина од цело завртување. 80. Значи, овој агол е голем 180 степени. Внимавајте, бидејќи лакот е долу, ова е негова внатрешност. Значи, на овој начин се вртеше стрелката. Од А на кај Б. Ако се вртеше обратно стрелката, тогаш ќе беше горниот дел. Дали јасно? Ама горниот и долниот дел какви се? Дали се различни? Исти се. Исти се. Значи, не е битно како ќе се вртите. Дали ќе се вртите во насока на стрелките или обратно. Аголот се исто ќе ист. Ако се вртите за половина. Се одиме понатаму. Повторно го користиме истиот часовник, истото се, само што сега наместо половина ќе се вртиме четвртина. Значи, еве го. Еве стрелката. Значи, О и А ни е часовникот. Да идам 2, 4, 6, 8, 10, 11 квадратчиња.
Сега, еве го часовникот, пак ќе го нацртам. Овака ни е центарот. Еве ја сега сказалката ни покажува 3 часот или точката А. Сега, знаеме дека стрелките се движат во насока, кој ќе направиме четвртина завртување. Во колку часот и каде ќе биде? Во 6 часот. 6 часот. Значи, 6 часот. 6 часот тука ќе биде точката Б, значи во нашиот случај треба да нацртам надолу. Вака, са внимавам, треба да бидат исти овие. 1, 2, 3, 4, 5, 11, значи надолу требало да биде 11 долго квадратчиња. Сега тоа воопшто не е толку битно, ама 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Добре. Значи овдека ќе биде точката Б. Сега ве прашувам јас. Колку вакви завртувања треба да направи? Значи рековме дека ова е сега внатрешност. Оп, ја избришав. Значи сега внатрешност е овој дел. Затоа што ја вртевме од А кон Б, значи еве го кружниот лак. Сега ве прашувам, колку вакви завртувања можеме да направиме за да го добиеме половина агол? 2. Значи, еднаш четвртина и уште една четвртина. Учевме дробки. Четвртина и четвртина прават половина. Ајде да видиме овој колку е голем. Ова е четвртина од колку? 360. Така, а колку е четвртина од 360? 90 степени. Значи овој агол е 90 степени. Сега, ако се вратиме во часовникот, а вакви четвртинки имаме вкупно 4. Тука имаме 90, тука имаме 90, тука имаме 90 и тука имаме 90. Значи за ваквите агли, што се четвртина од целиот круг, викаме дека се прави агли. Ова е прав агол. Неговата големина е 90 степени и сега тој агол има посебна ознака. Место да користиме лак, за него ја избришав, за него користиме квадратче. Шувате во аголот на темето, овде кај што е О, квадратче, некаде стои точка во квадратчето, некаде не стои. Значи, ова е ознака за прав агол. Значи може да пишеме аголот во О е еднаков на 90 степени, аголот АОБ или аголот БОА се 90 степени. Дали ви јасно? Значи ова зборуваме за четвртина завртување. Сега, дали запишав за половината горе? Не запишав. Овој агол, што е половина од цело завртување, е половина од 360 степени и видовме дека е 180 степени. Овој агол си има своје име. Овој агол се вика рамен агол. Значи, аголот, чија што големина е 180 степени, се вика рамен агол. Чи внимавајте, затоа геометријата е тешка или пак лесна, затоа што има многу поими што треба да ги научиме. Значи, не може да правиме како што ни текне. Кој ќе речеме рамен агол, треба да знаеме дека тој аголот половина од цел круг и дека уште една дефиниција ќе напишам, неговите за рамен агол. Неговите краци прават права линија. И овој рамен агол може да го пишеме кај тоа со агол со теме во точката О, или можеме да го пишеме АОБ, или можеме да го пишеме БОА. Сите овие агли се по 180 степени.
Значи, начинот на ознаката на аголот е сосема идентична, без разлика за кој агол се работи. Значи, да сумирам до сега. Имаме полн агол, кој што имаше 360 степени. Потоа имавме рамен агол, што е половина од 360, или тој беше 180 степени. Имаме прав агол, што е четвртина од 360, тоа беше, нели, 90 степени. Сега, ова се граничните случаи. Што мислите за кој агол ќе речеме дека е остар? За агол 45. Помало од 90. Значи, На секој агол помало од 90. пишете како правило. Секој агол што е помал од 90 степени, а поголем од 0 степени, се вика остар агол. Значи, што е помал од 90, а поголем од 0 степени, се вика остар агол. Како ќе го познавате овој агол? Дека е остар агол? Еве, например, со часовникот. Така најдобро ќе го научим. Така почнавме, па така ќе завршим. Ако ова не е часовник, ќе го избришам, баш не го нацртав на круг. Ако ова не е часовник. Еве, почнавме со 3. Еве го О, еве ја точката А во 3 часот. Сега, границите ни се овие. Евак. Сега кажете ми, во колку часот ќе ни биде представен остар агол? Во 4,5. Или во 2. Значи, малата стрелка каде може да биде? Може да биде горе, ќе го обојам во овој синиов дел, или може да биде малата стрелка долу. Значи, внимавајте, мора да е не на линијата, значи внатре. Мора да е или овдека, или овдека. Значи, остар агол е ако втората полуправа или вториот крак е помал од правиот агол. Значи, секогаш, буквално секогаш, сега имаме проценка. Ќе видите агол, каков и да е тој аголот. Еве, овдека ќе го нацртам. И се овој агол, секогаш вие можете да си го нацртате правиот агол. Значи, бидејќи треба да проверите овој агол каков е, оти тој ни се бара, ќе нацртам кружен лак по него, значи ова е аголот А, О, Б. Оваа одсечка вие секогаш си ја цртате произволно. Са видите, краков ОБ е помалку, очигледно 90 степени. Значи овој агол ќе биде остар агол. Значи за аголот да биде остар, треба вториот крак да е помалку од ова испрекинатава линија, односно во часовникот 12. Сега, ако имаме ваква ситуација, ако стрелката замени наваму, ќе сменам и бојата на стрелка. Ева, добивам точката С. Тоа значи дојдов сега овдека. Ова е С, ова е Б. Сега каков агол имаме тука? Го нацртам долу за да не ве бунам, ајде. Да, токму така. Затоа што овој агол е сега поголем од 90 степени. Значи вака се ќе нацртам. Секогаш првата полуправа ја оставате фиксна. Аголот, кога би бил, вака се. Значи, ако аголот би бил прав,
би била овдека точката. Бидејќи сега ова е поголем, ќе го искосам. И ако сакаме да ставиме до знање дека ова е внатрешноста на аголот, бидејќи сакам да го кажам, значи ако овој агол е вака напишен, ако сакате да му го кажете некому, вие треба да го именувате. За таа цел, ајде да исклучам микрофонот. Значи за таа цел означуваме теме, крак и кружен лак, за да кажеме дека ова е внатрешност. Значи, ознаките за аглите ги користиме за да може да му кажете на другарчето или мене дека се работи за агол О, или за агол АОБ, или за агол БОА. И внимавајте, О мора да е темето. Сега, овој агол ќе биде тап агол. Зошто е тап агол? Од колку е поголем? Така, еве сега со црвена боја ќе биде 90 степени агол. Значи е поголем за овој дел. Значи, аголот кој е поголем од 90 степени, а помал од 180 степени, се вика тап агол. Значи, аголот кој е поголем од 90, а помал од 180 се вика тап агол. Значи, граница за тапиот агол е кракот да биде меѓу, сега ќе напишем овдека, меѓу оваја одсечка овдека. Значи, кракот овај ОБ мора да биде повеќе од црвениот, значи да е заминат црвениот, правиот агол, ама да е помалку од рамниот агол. Значи, кракот Б, за да биде тап, мора да се наоѓа во овој дел овдека. Тоа значи, за да добиете на часовникот, тоа што го зборувавме цело време, ако ова ни е 3 часот, или точката А, за да добиеме тап агол, треба големата или малата стрелка да биде или во овој дел, или да биде во овој дел овдека. Овој агол е тап, или овој агол овдека е тап. Зависи која ни е негова внатрешност. Значи, стрелката, ова е овдека Б, мора да биде поголема од 90, ама помала од 180. Исто и овдека. Мора да е поголема од 90, а помала од 180. Дали ви јасно? Да. Се, има уште еден агол што во нашата литература не се користи, ама во сите странски учебници се користи. Бидејќи може би како интернационален не е лошо да го знаете, и со тоа ќе завршиме за денес. Значи, аголот што го нема во нашите учебници е следен. Тој се вика и поинаку. Видете сега што ќе се случи. Ова е кракот ОА. Сега, аголот, еве го Б. Сега, ако го земам овој агол овдека, односно, ова е негова внатрешност. Таквиот агол си има своје име, ние го викавме неконвексен агол на времето во нашите учебници. Се викаше неконвексен. Еве ќе пишем за некој неконвексен агол. Ама сега си има едно многу едноставно име, се вика рефлексен агол.
Значи ова е аголот што е поголем од 180, а помал од 360 степени. Значи аголот кој е поголем од 180 степени, а помал од 360 степени се вика рефлексен аголот. Или неконвексен аголот. Значи ова е уствари како спротивно од остар аголот. Или спротивно од тап агол. Затоа што може да нацртам и тап агол, па да го добием истиот агол. Се уште тој ќе го нацртам. Пример, ако нацртаме еве вака, ако го нацртаме тапиот агол, еве вака, и ако за внатрешност на аголот го земиме овој дел овдека, значи, ова, еве го внатрешноста на аголот, еве го темето, еве го А, еве го Б. Значи, внимавајте, зошто ни се потребни ознаките? За да можете да го кажете аголот. Ако немате означено букви, нема да можете да кажете за кој агол се зборува. Вие ќе го нацртате, но нема да можете мене да ми го кажете. Ова е така наречен рефлексен агол. Дали ви јасно? А додека аголов, аголот што е овдека, и завршуваме сега со С, значи ако овој агол овдека, во случајот сега, ќе биде тап агол, во претходниот случај, овој агол што е внатре, ќе не биде остар агол. Значи обратниот, дополнувањето до целиот круг, во првиот случај беше остар, сега е тап. Дали ви јасно? Сега, сосем на крај за денес е следното. А откај знаеме колку се големи аглите, зборуваме поќе од 90, помалку од 90, што треба да искористиме за да го измериме аголот? Да знаеме точно колку. Мола? Агломер. Ете така. Значи, направата за прецизно мерење на агол се вика агломер. Сега, завршуваме тука. Секој од вас за наредниот час треба да има агломер. Ќе мериме агли, ама прво ќе вршиме проценка. Значи, со тоа денес завршуваме. Тоа што требаше да го кажеме, сега само сакам следното да ви го кажем. Наставниче? Молам? Значи, некој споделил нешто друго од вашата страна. Значи, не сме завршени. Кој ќе завршам, ќе ви кажам. Значи, што треба? Денес видовме што треба да научиме. Сега, што ќе ни треба? Сите видови агли ги знаеме. Ќе зборуваме наредниот час, ќе мериме агли, ќе цртате агли, ќе ги мерите, ама првин ќе вршиме проценка. Значи, вие сега треба да напишите по еден агол од сите видови. Толку само. Значи, еден рамен, еден остар, еден тап, еден рефлексен, еден... Колку агли? Сите агли што ги спомнавме по еден вид од аглите. Внимавајте, не само да ги нацртате, туку и да ги означите. А како ќе ги мериме? Ќе зборуваме идниот час. Наставниче? Молам? Утре во истото време? Да, утре во истото време продолжуваме. Наставниче, домашната си беше со 4 триаголници. Знам, намерно беше со триаголници, но јас, гледајќи го тоа што треба да го работиме, дека треба да кажуваме својства на триаголници,
а тоа е поврзано со агли, се решив првин да ги кажеме аглите, да научиме се за агли, за делот да ни биде полесен кој ќе зборуваме за четириаголници. Дали е јасно? Затоа се решив со агли, да ги поделиме аглите, да знаеме колку се големи, да имаме представа за тоа, да научиме да ги собираме и да ги одземиме. Оти четириаголници учевте многу пати до сега. Но сега ќе учиме нешто подетално и подобро. Затоа, дали ви јасно? Значи, утре во 16 часот се гледаме тука. И ве молам уште еднаш, ако некој знаете што не може да се приклучи, слободно пишете ми да стапиме во контакт со него. Дали е јасно? Да. Па тогаш, дечки, довидување за денес. Се гледаме утре во истото време, само за домашно имате. Секој да ги нацртате сите агли, видови агли што ги кажав и да ги означите. Ништо повеќе. Значи се гледаме утре. До гледање, дечки. До гледање. Завичам.